Време е за најновите информации од Велес и регионот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Собранието на Република Македонија го изгласа буџетот за 2017 година. Анкетираните велешани со порака до политичките партии да го следат примерот на ВМРО ДПМН и да даваат отчет за сработеното. Општинската организација на Црвен крст го одбележа денот на гладта. Собранието на Република Македонија го донесе буџетот за 2017 година. Од вкупно 115 присутни пратеници гласаа 109, од кои 72 гласаа за, а 37 гласаа против. Предлогот на буџетот на Република Македонија за 2017 година во целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласам. По предлогот на буџетот на Република Македонија за 2017 година вкупно гласа 109 пратеници, од нив за гласа 72, воздржани нема, 37 против. Констатирам дека Собранието го донесе буџетот на Република Македонија за 2017 година. Политичките партии да го следат примерот на ВМРО ДПМН и да даваат отчет за сработеното. Ова го побараа случајно анкетираните велешани. Според нив на 11 декември сигурно ќе има избори, а партиските програми ќе бидат пресудни за добивање на нивниот глас. Политичките партии да го следат примерот на ВМРО ДПМН и за својата работа да даваат отчет. Вака велат анкетираните граѓани. Кој помалку, кој повеќе, но скоро сите знаат дека викендов, преку разни панел дискусии, отчет даде владеачката партија. Па секако дека сите треба да се дадат отчет за секоја работа. Треба да даваат сите, ali тоа е нивно право на секоја политичка партија, ќе дава или нема да дава. Во секој случај би требало, тоа би била подршка за народот, да знаат транспарентноста е секој пат најдобра што може да се деси. Значи, би требало секоја партија да даде отчет. За анкетираните велешани 11 декември е фиксиран датум за избори. Велат дека одлуката на кого ќе го дадат својот глас зависи од понудената програма, особено во делот за младите. Зависи се од луѓето, од народот. Нормално е тоа. Треба да ги чуеме политичариве што ќе понудат за подобро на младите посебно, а ние стари пензионери. Па тога ќе се одлучиме. Па ќе видам, ја обично не сум по политиката, али ќе видиме. За сега делови од програмата со која политичките партии ќе бараат довербата кај гласачите имаат презентирано најголемите политички партии ВМРО ДПМН и СДСМ. Од ноќаска на полнок повторно поскапување на горивата. Бензинот ќе поскапи за 1,5 денари, дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Промена на цената на нафтените деривати од ноќаска. Регулаторната комисија за енергетика одлучи цената на бензинот Евро Супер БС 95 ќе поскапи за 1,5 денари, а Евро Суперот БС 98, дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, литар Евро Супер БС 95 ќе се продава за 63 динари, Евро Суперот БС 98 за 65 динари. Новата цена на литар Евро дизел е 50 динари, а на екстра лесното масло за домаќинство 38,5 динари. Малопродажната цена на мазутот М1 ХЦ се зголемува за 1,67 динари и килограм ќе чини 24,078 динари. Зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати во просек е за 4,36%. Регулаторната комисија за енергетика промената на цената ја направи врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар и односот на курсот на динарот во однос на доларот во изминатите 2 недели.
46 крвни единици се собрани во крводарителската акција што денеска Општинската организација на Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје ја организираа во Средното стручно училиште Коле Неделковски. Она што е интересно е тоа што во оваа акција за прв пат даруваа 36 ученици. Се зголемува бројот на членови на крводарителското семејство. Само додека екипата на К1 телевизија беше во Средното Коле Неделковски, каде денеска се организираше доброволна крводарителска акција. Раката за дарување на течноста што живот значи, за прв пат ја подадоа Тијана и Роберт. Добро беше. Мене и среќен беше што давам крв. Спашуваш нечи живот. Мисля дека ќе боле, али не е ништо страшно. Мотивот беше? Што знам? Од дома даваат ностоп крв, тато крводарител, убаво. За доктор Димитриевски предизвика да се реализира акција во која што има дарители кои за прв пат даруваат крв. Работата во школите, особено во средни школи, е доста захтевна и бара доста внимание посвета на првократните дарители. Со задоволство ги работам овие акции каде што се работи со младина кои што за прв пат се одлучува да дадат својата скъпоценна течност. Акцијата се одвија во најдобар ред, интересно на младите е во задоволително ниво. Се надеваме дека до 13 часот ќе имаме се повеќе и повеќе. Имаме најава околу 40, кои што до сега едно 20 ги имаме, така да можно и повеќе 40 да имаме до крај на денот. Во оваа крводарителска акција собрани се 46 крвни единици. Од нив 36 се од дарители кои за прв пат даруваа крв. Од Средното Коле Неделковски вела дека следната крводарителска акција е планирана за напролет. Во оваа акција, покрај ученици, крв даруваа и вработени во ова училиште. Денеска, кога светот го одбележува меѓународниот ден за борба против гладот, градоначалникот Славчо Чадиев на председателот на Црвениот крст на Македонија и председателот на Општинската организација на Црвен крст Велес доктор Милчо Трајков символично им додели решение со кое на 10 семејства ќе им се помогне финансиски со символична цена. Со цел свртување на вниманието на заедницата за поголемиот број луѓе кои се гладни, како и мобилизирање донатори и одредени организации кои што можат да помогнат со цел да се намали гладот, Општинската организација на Црвен крст го одбележа денот на гладта 16 октомври. Истиот е прогласен од страна на Организацијата за храна и агрокултура при Обединетите нации во 1947 година. Општинската организација собира средства од донатори, а од минатата година се собрани 54.000, тие 54.000 согласно наша одлука ќе бидат распределени на 54 семејства кои што имаат проблеми со исхраната, значи на социјално загрозени семејства. Списокот на тие семејства го прават самите ученици по основните училишта. Локалната самоуправа редовно се вклучува во поддршката на одбележувањето на овој ден. Советот на општина Велес и оваа година додели 20.000 денари за оваа цел. Самиот показател дека толку многу луѓе се гладни во светот и дека ќе расте понатаму застрашувачки. Во секој случај можеби нема да решиме кој знае што, меѓутоа секако ќе бидеме и дел од оние што помагаат и сме помагали и ќе помагаме во иднина на разни начини, помеѓу кои што е и овој начин со одлуката на Советот на општина Велес за висината на средствата кои што ќе биде доделена. Трајков го потенцираше високото ниво на соработка со општината. Општинската организација на Црвен крст од 16 до 22 октомври ја организира кампањата под мотото "Помислете на нас". 100 години од раѓањето на револуционерот Димката Ангелов Габерот од Кавадарци денес беа одбележани. Во негова чест беше положено свежо цвеќе во алејата на великаните. Пред неговата спомен плоча се поклонија представници од Сојузот на борци од Кавадарци, од локалната самоуправа, од училиштето кое го носи неговото име и од музеј галеријата на град Кавадарци.
Помина еден век откако е роден еден од најзначајните личности во поновата историја од Кавадарци. Тоа е великанот Димката Ангелов Габерот. Име кое што го носат улици, училишта, места и друго. Неговото име е толку врежено во свеста на луѓето, што во срцата на народот од овој крај прерасна во легендарна личност. Во негова чест денеска беше положено свежо цвеќе во алејата на великаните. Пред неговата спомен плоча се поклонија представници од Сојузот на борци од Кавадарци, од локалната самоуправа, од училиштето кое го носи неговото име и од музеј галеријата на град Кавадарци. Денеска се одбележуваат 100 години од раѓањето на Димката Ангелов Габерот, една од најзначајните личности во поновата историја на целиот Тиквешки крај. Јас би рекол дека неговото име е толку длабоко врежено во свеста и паметењето на луѓето од овој крај што прерасна во вистинска легендарна личност. Ете, по тој повод денеска полагаме свежо цвеќе пред неговата спомен биста, пред паркот на Слободата и револуцијата. Димката Ангелов Габерот својот живот го посветил на револуционерната борба и загинал на неполни 27 години. Самиот си пукал во главата за да не падне жив во рацете на непријателот. Токму неговата храброст и мистеријата околу неговото загинување направија да биде легенда во Тиквешијата. Загина на 10 јуни 1943 година заедно со Ило Виларов, Пано Мударов и Стојан Крстев. По загинувањето на Димката Ангелов Габерот останаа многу дилеми, меѓу кои секако и онаа која до ден денес ја разбранува јавноста во целиот Тиквешки крај. Зошто Димката Ангелов Габерот не беше прогласен за народен херој? Собранието во овој момент ја донесе одлуката за распуштање на собранието со 110 гласа, за што предлози има доставено пратеничката група на СДСМ и коалицијските партнери и пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз. Предходеше расправа за распуштање на парламентот. Пратениците претходно ги избраа Дејан Бошковски и Енвер Елмази за членови на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија. Собранието на Република Македонија ги донеси измените и дополнувањата на Законот за банките, на Законот за иновацијска дејност и програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и личности. Продолжуваме понатаму. Викендов во Кавадарци се одржаа 2 спортски настани на лицата со инвалидитет. Учествуваа над 50 надпреварувачи, а Кавадарци го представуваа и 4 пинг-понкари кои остварија солидни резултати. Ова спортска манифестација беше во организација на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија. Во спортската сала Јасмин во Кавадарци викендов се одржаа 2 спортски настани на лицата со инвалидитет. Надпреварувачи од Кавадарци и општина Киселавода од Скопје во организација на двата сојузи за спорт и рекреација на телесни инвалиди се надпреваруваа во пинг-понг, шах и пикадо. Инаку тенденцијата е овие средби да се со поголем број од 3 или 4 сојузи и во други спортови, како атлетика, стрелаштво и спортски риболов. Длабока чест што овие гости се денес наши тука. Чест е што нашиот параолимпиец Ванчо Карамфилов како претседател на Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди Кисела вода од Скопје исто тука со неговите спортисти. Ме радува и тоа што нашите спортисти домаќини се во полн состав. Ова е нешто што мора да се пофали претседателот на Кавадарци, дека е негова иницијатива, значи за ова наше заедничко дружење. Од него потегна и ми се чини дека ќе ги опфатиме од цела Македонија сите сојузи да понатаму продолжиме заедно да спортуваме. Еве јас го поздравувам домакинот, го поздравувам Кавадарци како добар град кој што е гостопримлив секогаш. Ги поздравувам сите спортисти и ги повикувам сите млади надежи да повелат во нашите сојузи па да и тие понатаму спортуваат онака како што треба, подобро отколку пороците лоши да бидат присебни. Исто така во Јасмин се одржа и националниот надпревар за лица со телесен инвалидитет и глуви лица. Учествуваа повеќе од 50 на спортисти. Кавадарци го представуваа 4 пинг-понгари кои остварија солидни резултати. Телесните инвалиди играат поделени во 4 категории, тоа е категорија жени 6 до 8 класи, 6 до 10, категорија мажи во колички класи 3 до 5, категорија мажи стоење 6 до 8 и категорија мажи стоење 9 и 10. Глувите играат во универзална
категорија имаме преку 20 на спортисти. Оваа спортска манифестација беше во организација на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија. На 18, односно утре, од 21 до 22 часот, привремено ќе биде затворен тунелот Демир Капија на државниот пат А1, делница Демир Капија Гевгелија, за сите категории на возила. Привременото затворање ќе биде поради извршување активности за изградба на јавен пат за време на инспекција за безбедност на патиштата, инспекција на тунел Демир Капија. Останатите вести од Македонија во продолжение. Собранието да се распушти денеска и веднаш. Ова е барањето на пратеничката група на СДСМ, изјави денеска пратеникот Петре Шилегов. Тој потенцираше дека владеачкото мнозинство повторно покажува дека не сакаат избори на 11 декември и прават се да го одложат распуштањето на собранието со предлог закони што токму денеска се доставени. Доколку на вистина сакаат избори на 11 декември, нема потреба да се комплицира постапката во собранието. Секое ставање на нови точки на дневен ред само го покажува очигледниот и се поголем страф на Груевски од соочување со граѓаните на фер, слободни и демократски избори. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара собранието да се распушти денес и веднаш. Според Шилегов, без оглед на моменталната ситуација во собранието, фер, слободни и демократски избори ќе се случат на 11 декември. Најновата владина анкета спроведена изминатите 3 недели на 30 странски инвеститори во земјава од автомобилската, преработувачката индустрија и други сектори покажува дека бизнис и инвестициските политики на владата се поставени на стабилни основи. 96% од анкетираните фирми се задоволни од инвестициската клима. 82% сметаат дека е одлична или многу добра, а 86% повторно би ја избрале Македонија за реализација на своите инвестиции. Мислењето на странските компании е од големо значење за владата, бидејќи тие инвестираат средства, отвараат нови работни места, придонесуваат значајно кон зголемување на извозот и имаат големо влијание врз технолошкиот развој и забрзаниот трансфер на знаење во земјата. 68% од компаниите се задоволни, што значи го оценуваат како одличен или многу добар квалитетот на услугите и поддршката од владените институции во текот на работењето. 2/3 од компаниите кои се соочиле со проблеми во текот на работењето и реализирањето на својата инвестиција се задоволни од односот на владата кон решавање на сите овие проблеми. Анкетата е спроведена како дел од континуираниот диалог на владата со странските инвеститори во Македонија, со цел да се слушне нивната оценка, да се детектираат можностите за подобрување на натамошните политики и мерки, но и за да се искористат искуствата на присутните странски компании во престојните преговори и диалози со потенцијалните нови инвеститори. Температурите типични за овој период од годината, како дожд и ниски утрински температури, нема да ги спречи земјоделците во работата, така барем велат и самите фармери. Единствено што може да се измени во овие променливи денови е забавување на дел од работите, освен во овоштарството и лозарството, каде што бербата ќе продолжи без проблеми. Дождот и преголемата влага во почвата некаде ги отежна условите за нормалниот тек на есенската сејдба. Само во југоисточните делови од земјава наварна од 50 до 80 литри на квадратен метар, но во Пелагонија и Поврдарието, каде што се најголемите житници врнежи, имаше помалку. Облачното време не дозволи пад на утринските температури под нулата со исклучок на површините на повисоките места, каде дојдоа и првите мразови. Најголемиот дел од родот е веќе собран, остануваат само доцните сорти овошки на кои промената на времето нема никакво влијание и можат да се берат и во постудени денови. Променливото време проследено со повеќе сонце, што ќе го имаме во текот на оваа недела, ќе има возможи на земјоделците да продолжат со есенската сејдба и работите на нивите. Очекуваните температури до 20 степени добро ќе дојдат и за жетвата на пченката и на оризот кој се во тек. На изборите во Црна Гора ниту една партија не го освои мнозинството, што значи дека ниту една листа не може да формира влада. Обединетите нации загрижени за безбедноста на населението во Мосул. Ова е свето денес.
На изборите во Црнагора ниту една партија не го освои мнозинството, што значи дека ниту една листа не може да формира влада. Демократската партија на социјалистите освои 41% или 35 мандати од гласовите, додека двете опозицијски партии, Демократски фронт и коалицијата Клуч, освоија 20,6%, 18 мандати и 10,7%, односно 9 мандати. Демократите освоија 9 мандати, СДП 4, партијата на бошњаците 2, СД 2, ХГИ 1 и коалицијата на албанците 1 мандат. Црногорскиот парламент има 81 пратеничко место. Излезноста била од 73,2%. Ова се 10-ти парламентарни избори во Црнагора, 4-ти поред од независноста. По започнувањето на офанзивата на ирачката армија за преземање на градот Мосул од рацете на Исламска држава, Обединетите нации се исклучително загрижени за безбедноста на населението, изјавил заменик генералниот секретар на Светската организација за хуманитарни прашања Стивен О'Брајен. Тој истакнал дека семејствата се изложени на огромна опасност да се најдат меѓу два огна или да станат мета на снайперисти, како и да бидат употребени како жив штит, предупредувајќи дека во најлош случај околу 1,3 милиони цивили би можеле да бидат принудени да ги напуштат своите домови. О'Брајен додал дека Обединетите нации се подготвени да обезбедат засолниште за 60.000 лица во кампови и објекти за времено сместување, а во процес на изградба се нови кампови за околу 250.000 луѓе. Подготвени за доставување се прехранбени производи за 220.000 семејства, како и 240 тони лекови, истакнал О'Брајен. Во последната секунда, лидерот на Исламска држава Абу Бакр ал-Багдади избегнал напад на воено-воздухопловните сили за време на состанокот со командантите во Мосул, откако е покрената операцијата за ослободување на тој град, соопштуваат ирачки безбедносни извори. Тањук јави дека ирачки извори изјавиле дека ал-Багдади во последен момент избегнал воен-воздушен напад на состанокот. Не е прецизирано дали нападот бил извршен од ирачките сили или коалицијата предводена од Соединетите Американски држави. Движењето на ал-Багдади е познато само на потесен круг луѓе и тој секогаш ги менува локациите во Ирак и Сирија. Променливо и облачно време со појава на можни локални врнежи. Метеоролозите најавуваат во одделни градови во Македонија вечерва да очекуваме врнежи. Максималната дневна температура се искачи до 20 степен. Во продолжение приказот за градовите од Вардарскиот регион. Ги проследивте најновите информации од Велес и регионот. Овде завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.